Украина војната не се води само на фронтовите на истокот и југот на земјата. Не се води ниту само на житните полиња, како што покажавме. Се води и преку екрани, алгоритми и социјални мрежи. Moscow has redoubled its efforts in disinformation warfare. Russian has taken the disinformation crown. Russian national for their global malicious cyber operations. Пристапот на Кремљ е повеќе слоен, од класични сајбер напади и обиди за пробивање на класифицирани информации од украинските одбранбени институции до нешто многу пософистицирано. Влијание врз јавното мислење преку манипулација со емоции, факти и перцепции. Затоа веќе постои посебен термин – ФИМИ – странско мешање и манипулација со информации. Во време кога секој со себе има мобилен телефон, преплавен со секакви информации, битката на тој фронт не се добива со војници, тенкови, дронови. Битни се конзументите на информациите и колку тие се подложни на таквото влијание. Тука во Киев, одговорот на оваа повеќе димензионална закана е исто така составен од низа слоеви. Новинарски тимови специализирани во разоткривање лажни наративи, граѓански организации кои помагаат во процесот, но и самата држава преку институционалниот одговор. Една од тие редакции е Тексти, онлайн медиумот Киев специализиран за дата новинарство. Нивно истражување ги довело до 21 веб-сајт кои ширеле руска пропаганда во Чешката република. Друга длабинска анализа открила координирана кампања против украинското државно раководство. We find that farm of bots in TikTok and can see here that connection between these accounts, they have similar name, similar root name and similar picture, but they spread in destructive narratives against Zelensky. And we saw how they try to rise people against government. Но наместо да ги демантираат поединечните лаги, тие се обидуваат да го разберат системот што стои зад нив. Ми не займаємося спростуванням, ми займаємося саме дослідженням, які найпоширеніші наративи або які нові наративи, для чого вони виникають, як вони поширюються, і, звичайно, досліджуємо соцмережі, де вони там засідають, поширюються, і специфіку. Серхіо об'яснював, що подразбира під специфічність. Ми просто можемо дослідити не лише YouTube, там якісь канали в YouTube як джерело, а й можемо пояснити, чому саме пропаганда використовує YouTube. Як вона використовує систему рекомендацій YouTube для того, щоб поширити, або як це відбувається в TikTok, які лазівки знаходить пропаганда, так, креатори деструктиву, там, як вони використовують алгоритмічні системи для того, щоб просувати там пропаганду. За британскиот новинар со украинско потекло Петар Померанцев, кој со години ја истражува руската пропаганда, проблемот е многу поширок од она што најчесто го нарекуваме дезинформации. We're talking about propaganda, mass influence, which ranges from active measures, which is what I think people mean by disinformation, which is a very specific and very small part of it, which are small deceptive campaigns to undermine cohesion and to target individuals often, through to what always used to be known as propaganda, just attempts at mass influence and cultural change. And a country like Russia will be working across the full spectrum. So I think defining this field as disinformation was always troubling for me. It's one part of a very large spectrum of activities. Померанцев ја користи метафората сендвич, повикувајќи се на Игор Щедрин, еден од најдобрите експерти за руска пропаганда и когнитивна војна во Украина. Warfare is the sandwich, is the meat in the middle of the sandwich. That's the kinetic part, the bombings, the attacks. And then the cognitive piece comes from both sides. It both looks to achieve very tactical aims to help and advance, undermine morale and army, very, very small tactical aims. And then the larger aims, where essentially the whole of Russia's warfare is an attempt to impose a story that Russia has the right to dictate terms to smaller countries, impose the story that Russia is an empire, and impose the story that Ukraine doesn't exist.
И меѓународната заедница, која од февруари 2022 силно застана зад Украина, е инволвирана во справувањето со руското мешање и ширење дезинформации. Например, британскиот Foreign Office, листат од 40 ентитети и лица санкционирани поради вмешаност во оваа информацијска војна, овој мај ја дополни со нови 56 актери. Но првата линија на отпор останува во Украина. Од безбедносни причини не ни беше дозволено снимање на локацијата на која се наоѓа Центарот за справување со дезинформации, тело на Националниот совет за безбедност на Украина. Тоа е главната институција на државата задолжена за одбрана во комуникацијската сфера. Центарот функционира од 2021, што значи дека и пред почетокот на агресијата, Украина се соочувала со лажните наративи на Москва. Якщо ми говоримо про Російську Федерацію, то це в першу чергу крос-платформенне поширення. Вони намагаються поширювати свої деструктивні наративи, як за допомогою публічних заяв, державних медіа. І тут потрібно розуміти, я ставлю маленьку ремарку, що незважаючи на те, що державні медіа російські заблоковані на території України, в нас все ще діє Телеграм і всі російські медіа там представлені. Тоа е и дел од секојдневниот мониторинг на Центарот, анонимните руски телеграм канали и обидите да ги локализираат активностите. Також є мережа анонімних телеграм-каналів, яка називається «На самом деле», і вони теж побудовані спеціально, наприклад, «На самом деле» в Одесі для впливу специфічно на жителів Одеси, або «На самом деле» в Києві для впливу на жителів Києва. Також вони створюють анонімні телеграм-канали, які позиціонують себе як інсайдерів, немов в них є певні інсайдери в Офісі Президента України, в Генеральному штабі, в Міністерстві оборони, і вони подають свою інформацію, свій деструктивний контент, нібито як якась така інформація, яка їм була надана ексклюзивно. Це теж одна із тактик. Во Центарот велат дека секоја недела регистрираат најмалку по 100 таргетирани операции од ваков тип. Нивната логика е речиси секогаш иста. Дуже важливо зазначити, що росіяни намагаються використовувати вразливості, які є в українському суспільстві, і вони роблять це не тільки з Україною, і з міжнародними партнерами. Якщо ми говоримо про питання мобілізації, економічних проблем, корупції, вони намагаються брати ці проблеми і їх гіперболізувати, використати проти нас. Також це підміна контексту або надання маніпулятивних висновків. Тобто вони беруть якусь реальну ситуацію, надають цьому маніпулятивний висновок і намагаються вкласти це в голову аудиторії. Щоб аудиторія думала, і це найгірше, що до цього висновку вона прийшла сама. І з цим дуже важко працювати. Но дури ако оружјата замолкнат утре, оваа борба нема да заврши. Мирот што го посакуваат и Украина и меѓународната заедница може да донесе нова студена информацијска војна. We've got to understand this. Once there's a kinetic pause in the fighting, if there is a kinetic pause, if there's another Minsk 3 or whatever, then Russia pours all its energies into the hybrid information space. And then it might be easier because then the cohesion that comes from struggling against ballistic missile attacks disappears. Then all the divisions in Ukrainian society become much more rife for exploitation. And most importantly, the partners will be less motivated to support Ukraine. Because at the moment, as long as there's rockets hitting the Lavra, the European unity is relatively strong. The moment that stops, Russia is making economic offers to its allies in Germany and France, in Poland even, semi-allies. They're flirting within Poland, let alone Bulgaria, let alone Slovakia, let alone Spain and other countries. The moment the bombing stops and the Kremlin is in a position to play its old games of financial incentives, covert influence and propaganda, then things get much harder. Оваа проценка се однесува и на Западниот Балкан, кој се смета за меко ткиво на руското влијание. Во низа извештаи што влијателни меѓународни организации ги објавија во последните години, се предупредува дека Балканот е во нишанот на Кремљ и дека тоа треба да се превенира. Еден пример е истражувањето на Италијанскиот институт за меѓународни политички студии насловено «Факти наспроти фикција. Разбирањето за руското влијание на Западниот Балкан». Во документот, меѓу другото, се заклучува дека Европската Унија мора да го пополни јазот настанат по повлекувањето на САД под администрацијата на Трамп и да ги поддржи локалните организации кои промовираат демократски стандарди и владење на правото. Аргументацијата е дека без тоа не само што се овозможува руско влијание,
туку и појава на проруски автократски системи на Балканот. 360 во Киев, Владимир Мирчевски.